Над 92% од вработените во јавните комунални предпријатија се постари од 35 години, а само 7,35% се под оваа старосна граница, покажаа резултатите од истражувањето на Атком, а презентирани на годишната конференција Денови на комунални услуги. Наеклатантен пример за итната потреба од вработување на млад кадар е комуналното предпријатие Ремија од Вевчани, со 11 вработени со просечна старост од 56 плюс години. За брзо време, доколку не се преземат одредени чекори да се мотивираат младите кадри да се вработуваат во јавните комунални предпријатија, конкретно нашето предпријатие ќе се соочи со неможност за функционирање нормално, затоа што постоечките кадри заминуваат во пензија и доколку не се вработат нови кадри, нема да може да функционира предпријатието. Индиферентниот однос на младите се должи и на слабата промоција на знаењето и улогата на комуналните дејности за општеството. Младите не се свесни за тоа колку е значајно да се работи во јавно предпријатие и не се свесни дека јавното предпријатие е сервис на општеството и на граѓаните. Анкетата покажува и дека висината на платата и редовните месечни примања се најмалку мотивирачки за вработените, а предначи можноста за напредување во кариерата и надградба на знаења преку семинари, обуки и тренинзи. Сепак, за да бидат интересни за младиот човек, мора да работат на подобрување на финансиската кондиција и на изнаоѓање на иновативни решенија. Сметам дека недоволно се инвестира во зајакнувањето на капацитетите на јавните предпријатија и мислам дека јавните предпријатија треба да најдат начин и желба да инвестираат повеќе во младиот кадар. Комуналните предпријатија не дават голема мотивација за самите инженери, но мора да наоѓеме начин како тоа да го средиме во иднина, бидејќи ако тоа не се среди, останува проблем за идните генерации како да се справуваат со управувањето и со менаџирањето на водоводните системи. Платите треба да бидат конкурентни со приватниот сектор, за да може младите да сакаат да имаат желба да се вработуваат во нашите јавни комунални предпријатија. Треба можеби да размислиме за повеќе бенефици во однос на флексибилно работно време, работа од дома. На посебна сесија учиме од минатото, инвестираме во иднината. Поранешни директори и искусни вработени во комуналниот сектор им ги пренесоа своите знаења и искуства во менеџирањето на помладите колеги. Најголемо внимание треба да се посвети во делот на планирање. Постојат и краткорочни планови, но секако најбитна работа се долгорочните планови, да се води сметка во делот на капиталните инвестиции, капиталните објекти, сето тоа треба беспрекорно да функционира во моментот, но да се планираат работите и за воиднина. Најмногу внимание во самото менеџирање представува и самиот баланс на водата, значи да се води сметка за влезот на водата во водоводните системи и секако дека со тоа ќе се регулират и делот на загуби на вода, кој што е многу битен фактор во самото менеџирање, како во делот на заштита на водата и обезбедување нови изворишта, но и во делот на финансиското работење на самите комунални предпријатија. Во рамки на Денови на Атком во Охрид, излагачи на комунална опрема од регионот имаа своји видео презентации.